огласи пред некој ден министерот за унутрашни органи и одвали една огромна мисла достојна за председателски кандидат на екипата во заминување. Рече одважно: УДБА не постои. Сите го погледнавме онака накриво, а заменикот министер од Doing Business само му се насмеа со крикот: Хој ти, ле. Ова ој ти, ле, беше само мал крик на накарадната вистина за нашата полиција и нашите служби во Македонија од 45-та до денес, со посебен осврт во последниве 30 години. Кого бе да го напучиле мене? Да, а тебе да не те напучиле македонци, како што ги мразиш многу. Сите сите фрустрации се нели од детството, ако си бил напаствуван, да и кажеш си злоупотребуван, кажеш си повреден како дете, или посесивена мајка ти или татко ти, па тамо ти се може денешни фрустрации, може би не те напучиле македонци, бе. Туку татко ти и мајка ти не ти дале да купиш сладолед во лето, кога е најжешко, па фрустрација, траума. Така е барем според Фројд, викаат психијатриве. Скокате ко мур урана зора. Ви скокнал рейтингот. Таче пак ке правел влада во 2024 година. Победувате сигурно. Цивил и таквите ко Цивил пишуваат победнички бајки за вас. Ко бесправно унапредена полицајка славите во еуфорија со кренати раце, победувате. Јачи сте од судбине. Хој нон, ќе лапнете макарон. Не џабе за таквите старите рекле: пушти ги бе, си прават бајрам со умот. Си го вртат у рингишпил паметот. Патниците во тек на лет, ако разберат дека контролори се од ДУИ без школо, со падобрани ке скокаат од 9000 метри, или ке му влезат у кабината на тој пилотот и ке му речат: брат, аман заман, немој да слеташ у Скопје, подобро слетај во Херсон или Бахмут, само немој у Скопје, тамо сме побезбедни Украина ако слеташ. Мислев, абе нема шанси да ги вработат. Не би ги вработиле ни во Источен Тимор за контролори кога иде цунамито, ама излезе дека стендапот е секогаш во право и ја кажува нашата ебена реалност. Ги вработија. Нека име со среќа. Сега ќе гледаат во екраните на радарите, мислејќи се дека се на Гран Туризмо и ние ќе јадеме вечна ја памјат. И пак нема да бидат виновни. Партиски слуги од ДУИ никогаш и за ништо не се виновни. Тој или тие слуги од ДУИ се совршени терминатори, Т-800, не уништив. А ништи се. Ја ништи државата, законите, редот по редокот, правилата, буквално се. Сега повеќе не ни вреди ни она, нека ни е Господ на помош. Господ одамна кренал раце од нас. Си ги имате вие СДС, сами си ги гласавте и не мора бе да летате со авион. Имате, кидете со точак, пешки. Ако знаете да пливат, ќе препливате Атлантски океан, овој Пацифик, све. Возете по новите патишта што ви ги изградија, по автопатот Куманово Охрид, овај Кичево Охрид, то ќе скокате ова дупка од Скоп, хоп, како кози ќе скокате и ќе стигнете до Охрид еден ден, после 3 месеци. И така како што велат босанците, јебо матер своју,
Гледам овие нашиве вртикапа телевизии, кога оп на екранот Кристина Агилера од Калено горе има нешто да ни каже. После 100 изјави дека САД или никад не се мешаат во внатрешните работи и органи на Северна, а се мешаат ко свекрва на снаа у тенџерето што се меша. Таа излезе да го праша Мицковски што ќе им понудил на граѓаните после победата. Да им кажел уште од сега како ќе го решал прашањето со бугарите. Ја мајката! А и што отворено застанувате на страна на криминалците од СДС и ДУИ, туку и нели не се мешате во внатрешните работи со услови од типот ајде кажи сите да чуеме па да знаеме кај да те заебеме. Па, господја Агилера, ако ова не е мешање, не знам што е. Поише мешање има у Тетово ноќен бар или ајвар ко се прави, ама вие си знаете кај се не меша. Да излезе и да гласа, да кажеме, ко човек, како човечко суштество. Достоинствено и гордо. Одиш и со пенкалот им кажеш на предавниците и лажговците дека им дошол крајот. Не, тој ќе чека и тука некој друг да му ја заврши работата. Некој друг како него, кој што чека некој друг како него и така до бескрај. И така, на тој начин нема да излезат ни 20% на гласање и лоповите ќе си останат на власт. И предавниците ќе останат на власт и ќе сотрат се живо во земјата со својот грабеж и рамилак. Зошто бе? Зошто не се однесуваме како човечки суштества? Туку како ликни, како полжави. Зошто? Затоа што македонецот бил дунда и чекал под кошула да дојде и да го исексаат. Се криел. А што требало да направи? Што требало да направи? Сега, јас ќе ви кажам со еден пример од еден култен југословенски филм, што требало да направи. Конечно, македонецот треба да се дотера и да отиде на гласање. На гласачкото место треба да покаже кој е кој и кој одлучува за судбината на оваа земја. Дека за судбината на оваа земја одлучува токму тој, македонецот. Кога ќе стигне, треба само да го заокружи ливчето и гласно да викне: "Дже сте, пичке, стиго Здравко Чолич!" После тоа ќе биде одличен концерт. Верујте. Пардон, ве молам, со песнава неќам памет да ви солам. Наместо својот народ го одбравте Брисел и ке го јадете за брзо немиени кисел. Не е заебанција, не е шала, таче е нивната дворска будала. Наталат Ајнштајн и груби Тесла, по 3 пати на ден им цица весла. Станавте политички мрши, нормално тогаш секој на фаца ке ви сврши. Бугарија и Грција во скуп ве седна, да ве прца и да ве клеца и јако ве ебна. На сотони станавте миндер кокони, на пролет во есен, лете и зиме. Им шипнате минато сегашност, македонско име. Место учебници на деца делите лубриканти, кога родители се бунат за вас тропаат канти. Кажавте не на дениција и традиција, учите деца на екзактна федериција. Да не тупам, него 8 мај, на вашиот курварлук и петерлук му се гледа крај. До. Си размислувам така, со шишкиве на главава и со моје IQ така најлабаво во Европа и си викам: абе, ова мојве сонародници македонциве, шо сакаат највеќе? И ми доаѓа една грандиозна мисла. Македонците
сакаат секој петок урда да јадат. Абе, урда се јаде само со бурек, нели? У бурек со сирење, мислам, се јаде урда. Највише ја има у бурек со сирење. Сите знаеме. Тоа е барем македонски изум, каде што нашата генијалност е буквално доведена до совршенство. А после тоа си викам, не бе, лапаме урда ние и за делници и за празници. И тоа највише албанска урда лапаме. Не само у петок, секој ден. Па грчка урда исто лапаме, многу си ја сакаме, па бугарска урда обожаваме последниве години. Секој ден ја лапаме, онаа бајгањо што ја прави. А и српска урда си сакаме, иако нив највеќе им го лапаме кајмакот, нели? Кајмак на плескавицу или плескавица с кајмаком. Да знае да збори тоа пред Дејане. Ај си викам, Сашо, не го дрви сега у полусезона, кажи што сакаа да прават највеќе македонците. И мислам јас така, и ко на професорон Балтазар, децава што не го знаат, ми текна. А во еден момент така, ми текна. Дека македонците најмногу сакаа да драпаат крастајци криви. Шубаво кажано. Ајбе, не драпај крастајци криви. Ама, додуше нашиве знаат да драпаат и колчишта. Од оние големите колчишта што се ставаат на растат на скопскиот патлиџан јабучар. И мео и сакаат да драпаат македонциве. Ајбе, ој, драпај си го мео. Ама ова со мевоите има и логика. Сте виделе во љубаништа, во кампон, оние дебели недомаќини, која ќе си го истаат меот и со едната рака си пијат од тоа ладното скопско, а со другата рака си го драпаат мео. Само ќе направи. Ама има уште една работа што многу сакаат да ја драпаат македонците. Сакаат многу да си ги драпаат јајцата. Нели? И така останало од памтивек. Од старите уште останало. Абе, не драпај јајца. Или овие у прилепке кажа, абе, не драпај мадина. Абре, македончеве. Абе, ти си за глупости махер, бе. Само да се јадело гомна. Чекај, така е. Абре, македонецот сака многу и да јај лајна, да бе, и да не јаде сака. Значи имаме две варијанти кај нас. Една хранлива и една диетална. Значи имаме, да кажеме, јади гомна бе селјак, тоа е првата. А втората е, абе, не јади гомна, тоа е оваа диеталната варијанта, што ја користиме често. И да знаете дека е диетална, да. Од македонецот излегла изреката, пун си со памет, ко говно со витамини. Тоа исто од македонците излегло, многу мудар народ сме, со IQ, неко овој талатан што ние стварно имаме IQ, бе, ко Тесла. Значи, сето ова е базирано на научни сознанија. Тоа не јади гомна у превод на скопски значи дека многу кењаш, многу збориш, бе, брат, ај не јади гомна. Збориш и тоа што треба и тоа што не треба. Знаеш се за секого, оговараш, напросто сереш, бе, сереш. Оттаму дошла и онаа другата македонска, многу сереш, бе, брат. Што не се однесува, нели, на твојот капацитет да ја напуниш веќе шолјата, ама на твојот капацитет на устата, со која можеш да направиш 10 пати поголеми срања, од што можеш со газот. Сепак, газот, како една естетика, ние македонците го користиме и за некои други работи. Например, кај нас храброста се мери по тоа колку имаме грз за некоја работа, колку ни стиска, колку можеме да издржиме некој која ќе не напучи, а ние храбро да загинеме за тие идеали напучени на ограда на онде, напучени. Сигурно ја знаете онаа храбра приказна кога дедо му раскажува на внукот колку бил храбар како партизан кога го заробиле германците. Германци си прашале, ако кажете каде се кријат вашите соборци, само ќе ве силуваме. Ама ако не кажете, ќе ве стреламе. И малиот онака наивен го прашува дедо му, и тебе, бе, дедо,
Шо ти направија германците? Овој дедо рекол, па мене внучко ме стрела. Гордо одговорил партизанот и така стрелан добил борешка пензија откако го истрелале 2-3 пати, онака темелно го стрелале, значи тоа германците кога стрелале, темелно стрелале, тоа неколку пати те стрелаат, да. И после овој си добил боречка пензија, стан, викендица, партиско членство, милион други бенефити, а сега синовите негови внуците му се најголеми транзицијски богаташи и хохштаплери. Македонската црвена буржуазија. Генетскиот материјал кај македонците е најпреносливиот материјал. Ние сме така создадени. Ако дедото е доктор и синот е доктор и внукот е доктор и правнукот е доктор. Не мора бедни да студираат. Се знае. Ако таткото ја приватизирал фабриката, синот ја наследува. А внукот после може и да ја растури нешто кока, коцка, мамо там. Таа генетика кај македонците е многу јака. Круша под круша паѓа, ама обично гнила. И секоја е погнило од таа претходната. Ама торе му, немаме гајле. Сепак нашата најважна изрека е, знаете ли која е нашата најмоćна, најмудра изрека? Шо ме боли курот, бе? И оваа изрека ја користиме за се. За држава, за политика, за крадење, за народ, за деца, за жена, за балдаска, за дедо, за швалерка, за баба, за фирма, за се што постои на светот. Шо ме боли курот, бе? Или ич не боли курот. Или имаме баш ме заболе куров. Нашиов полов орган, луѓе, е болен изгледа 24 часа 365 дена во годината со векови поред наназад. Нас нон-стоп не боли курот, за све не боли курот. А нели вела дека половиот орган е втората глава со која што размислува мажот. Додуше некојаш поише мозок има во курот, него што има горе, ама па ако во горната глава имаме IQ 80 или практично кажано сме глупи, а долната глава со векови ни е болна, како сакате бе да ни успее државата и народот? Па ние нема со што да мислиме, бе, луѓе. Две глави, двете празни се изгледа. А не ги пуштаме жениве да ја водат државата. Зошто не ги пуштаме? Зашто ако нив ги заболи пичката, брате мили, тек тогаш ич кур нема да ги боли за држава. Да, бе, да. Ви кажувам, Жими Куров.